Добро вечер, вие гледате Анализа. Добро вечер и за моите гости. Петар Арсовски, пиар експерт, политички аналитичар, и Мер Селмани, имате многу функции, поранешен вице-премиер, поранешен градоначалник, министер, поранешен и така натаму. Добро вечер. И Александар Спасиновски, универзитетски професор и екс-пратеник на ВМРО ДПМН. Добро вечер. Добро вечер. Истинска војна се води овие денови околу Данела Арсовска, кандидатката за градоначалник на ВМРО ДПМН. Данела или Даниела? Таа вели дека е Данела, таа вели дека нема бугарско државјанство, бугарска лична карта. Излезе информација од 360 порталот дека е гласач во Петрич. Така е регистрирана Данела Арсовска. Таа демантира, но прашањето е што ќе смени оваа информација кај гласачите, кај неопределените, кај оние што се на ЛДП, на ДОМ, на Бениша Чири, на Перо Камиказа, оние што се независни. Можете? Арсовски, може и од вас. Толку доцна во играта, дури и големи стимулуси како овој со бугарското државјанство на Данела Арсовска имаат ограничено влијание на гласачкото тело. Кај оние гласачи кои се определени за Данела, тие теоријата вели дека тие ќе одбијат таа информација како неточна, поради постојните нивни определби. Може да влијае кај неопределените гласачи, може да влијае кај така наречените лабилни гласачи за определен кандидат и секако ќе влијае на мобилизација на гласачите на Шилегов. На крај прашањето не е дали има или нема бугарско државјанство, тоа не е забрането. Ниту е забрането да се викала Даниела и да го сменила името. Како што не ја говори вистината, односно лаже, така и дали вели се да сама. Така е нејзината квалификација за да биде прв човек на градот. Така што гласачите нема да се поведуваат по фактите на случајот. Еве, например, сега излезе пред некое време Плюс Инфо со проверка дека навистина тоа е валидна лична карта на сајтот на МВР во Бугарија. Туку гласачите се подведуваат по тоа дали незиното однесување околу ова прашање ги менува незините квалификации за да биде градоначалник. Дали била транспарентна, дали била честна, дали била отворена и дали идеологијата која ја застапува, тоа е идеологија дека сегашните разговори со Бугарија се велепредавство, дали фактот што таа има лична карта ја дезавуира, прави хипокритична таа нејзина идеологија. Но тоа значи че веруваат на СДСМ, а тоа не се гласачи на СДСМ. Зошто тоа би го сториле? Салмани ве молам? Значи, како прво, последните денови, за жал, значи од двете страни имаме кулминација на таа, да кажеме, негативна кампања. Заправо, на почетокот уште на кампањата можеше да се насети, меѓутоа последните денови кулминира. Јас не би навлегол воопшто околу информацијата колку е вистината или не е вистината, затоа што на крајот не сме тие кои што тоа можеме да го потврдиме или негираме. Но што ќе потврдат гласачите? Сенам дека последните 2-3 дена Пеџо го кажа, он е пиар експерт, јас со искуство го кажувам дека не се менуваат баш премногу работите, значи луѓето кои што имаат убедување, веќе кои што гласале поготово еднашка, тешко менуваат став последниот момент. Дали ова ќе ги разбуди заспаните гласачи на СДСМ? Они кои го казниле, СДСМ не заспани само. Евентуално, ако таму ова да кажеме кампања, ова да кажеме новина се појави. Меѓутоа, на крајот на краиштата, знаете, тоа им прави премногу, можеби, на македонското гласачко тело импресија, дали има некој кандидат бугарско државјанство кој што го нема пријавено или не се осознало јавно, кај албанското гласачко тело не представува некој посебен проблем, затоа што никош не било, да кажеме, перципирано дека може да има проблем ако, да кажеме, си албанец, а имаш јавна функција во државата, дека тоа помалку успешно ќе го направиш од некој што е македонец, а е во Македонија, како сите останати други. Така што
треба да го имаме во предвид фактот дека исто така албанското гласачко тело е премногу пресудно, поготово за градот Скопје, и тука ќе биде интересно како ова тело, кое што првиот круг на изборите даде некаде околу 26-7 гласа во контото на Петре Шилегов, во контото на Данела околу 7 или 8 гласачи, значи од Сарај до Газибаба, Бутел, Чаир и така натаму. Ова тело како ќе се однесува? Како ќе се однесува? Ова тело не е премногу... Што се здружи со ВМРО ДПМНЕ, односно Алијанса. Како ќе се видете, однесува? околу коалициите, значи како што легитимно ДУИ и ДПА и БЕСА направија коалиција со СДСМ и кој што јавно го поддржуваат Петре Шилегов, така Алијанса... Зошто би се вознемирила Алијанса? Алијанса и Алтернатива направија коалиција со ВМРО и мислам дека тие имат мотив друг. Значи, сега ако зборуваме за коалициите и за алијансите, ти имат преголем мотив, значи зборувам за Алијанса и за Алтернатива, да дојде Данела затоа што со незе очекува да дел од вториот ешалон, значи од директорските позиции на ниво на градот Скопје им биде доделено мериторно, затоа што допринеле за незината победа, а тоа може да биде и како одскочна даска подготвителна за нивната структура, за нивните активисти, за нивната позиција, за нивното докажување за идните, односно наредните парламентарни избори. Затоа ценам дека голем е мотивот на албанската опозиција во Скопје со околината, со целото гласачко тело, да победи Данела, затоа што преку незе тогаш имат реални, многу пореални помоćни позиции да се надпреверуваат на следните парламентарни избори. Така што многу ќе биде интересно, дури неочекувано толку густо на крајот, веројатно ќе бидат грст на гласови на едната или на другата страна, кои што на крајот на денот ќе го дефинират победникот. Меѓутоа, она што не ми се допаѓа, морам да признам, значи сепак ова црна кампања која што убаво тргнавме на почеток, се надпреверувавме со позитивна кампања, со проекти, дури јас бев толку среќен, не само јас, многу други граѓани на државата, и често пати јавно го кажав дека прв пат овие коалиции десно-десни, значи албанско-македонски, лево-лево, пак албанско-македонски, етничките теми кои што ги гледавме во минатото на и за време на локалните избори, ги оставија на страна и дури толку бевме среќни што го гледавме Петре Шилегов како посетува Чаджилници, или да кажеме Данела, или вечерва да кажеме дознав дека била во Кондово, значи кој што беше незамисливо кандидат на ВМРО ДПМНЕ да посетува такво едно населено место. Така што сепак остава една дамка, ќе оставиме на процесот, на сепак деновите се пред нас, ќе се дознае и евентуално дали има или нема лична карта, дали има државјанство или нема државјанство. Да, времењата се менуваат, но идеологијата останува. Борбата за директорски позиции, како што рековте, таа идеологијата не е само на албанските партии. Во право су. Што велите, Спасеновски? Добро, во голема мера антиципирајќи ова кое што го кажа моите претходни соговорници, само би сакал да ја развијам дополнително анализата во обид, нели да ја деконструираме целата ситуација. Мислам дека разликата во овој втор круг за разлика од првиот круг е променетата улога, би рекол, на партиите кои што се надпреваруваа на изборите, за разлика од првиот круг на изборите каде што СДСМ или влезе во таа битка во овие локални избори со онаа огромна предност која што освои на последните локални избори во 2017-та и секако предноста многу помала, но секако присутна на последните парламентарни избори. Овој пат ситуацијата е нели поинаку. Онаа политичка структура која што победи на изборите секако е ВМРО ДПМНЕ, судејќи по бројот на гласовите, и во таа смисла во овој втор круг целта е нели ВМРО ДПМНЕ да одржи предноста, СДСМ да се обиде колку е можно тоа во местата кои што преостанаа, каде што нема избрани градоначалници, тоа да го компензира за да освои подобар изборен резултат. Ако треба да судиме во однос на бројот на освоени гласови на овие локални избори, во првиот круг од изборите можеме да заклучиме дека имаме
би рекол, два победника, едниот е овој кој што го споменавме и вториот секако треба тука да се нагласи улогата на Дуи, која што исто така освои фантастичен резултат, без малку дупло повеќе гласови во однос на главните политички конкуренти од страна на Алијансата на албанците и Алтернатива. Имајќи овој распоред, да речеме, на силите, сега ние влегуваме во вториот дел, односно во вториот круг од изборите. Клучната битка секако тука е битката за Скопје, но ова кој што вие го споменавте, она на кој што вие рефериравте, е негативната кампања. Секако тука теоретски гледано, ја мислам, би се согласил со првиот соговорник дека во одредена мера веројатно ќе влие збунувачки ке поголем дел од гласачите, особено кај оние кои што не гласа во првиот круг за никого или пак гласа за некои други кандидати. И во таа смисла, имајќи во предвид овој факт, како и логиката на вторите кругови на локалните избори, мислам дека тоа може да резултира, не сум сигурен, но сметам дека може да резултира со многу со многу намалена излезност споредено со првиот круг на изборите. Впрочем, доколку ги анализираме сите локални избори од 1996 година до денес, ќе видиме дека постои разлика помеѓу излезноста помеѓу првиот и вториот круг. Секогаш вториот круг во вторите кругови има многу помала излезност. Велите ќе биде казнет СДСМ. Тоа е вашиот став. Што упатува на заклучокот дека како резултат на тоа што поголем дел од обврските поврзани со локалните избори се завршени, многу е помала мотивацијата на граѓаните да излезат на вториот круг. Кои граѓани велите? Од кој камп? Од кој политички камп? Во однос на излезноста, сметам дека ова ќе доведе до ситуација да имам во многу поголема мера, секако не 100%, но во многу поголема мера, така да се изразиме, битка помеѓу поддржувачите на двете големи политички партии, кои ќе сакаат, нели, да остварат поголема предност на нивните кандидати. Тука многу важна улога секако имаат, како што беше споменато, и коалицијските партнери од албанскиот етнички блок, партиите кон кои гравитираат мнозинството од граѓаните со албанско етничко потекло, кои се во коалиција со ВМРО, односно со СДСМ. Мислам дека СДСМ тука има еден компаративен недостаток споредено со ВМРО ДПМН, а тоа е фактот дека во една од двете најголеми општини, каде што има најголема база на албански гласачи, тоа е општината Сарај, кандидатот на Дуи за градоначалник на Сарај, кој освои 73% од гласовите во првиот круг, е веќе избран. Тоа значи дека граѓаните на Сарај, гласачите на Дуи во првиот круг ги избраа своите советници, во општина Сарај го избраа својот градоначалник и ги избраа своите советници за членови на Советот на град Скопје. Тоа значи дека нивната мотивација според мене е многу помала да излезат во вториот круг. Секако тука ќе биде пресудна улогата на терен која што ќе одигра Дуи. Се разбира со оглед на коалицијата, претпоставам дека ќе има поттикнување да се излезе на изборите, меѓутоа мораме да бидеме сигурни тоа да го кажеме дека ќе има многу помала мотивираност на граѓаните на Сарај да излезат и да гласаат за градоначалник на град Скопје. Што не е случај кога стана збор за општината Чаир, заради тоа што тука имаме втор круг од изборите за градоначалник, во кој нели се тркаат кандидатот на Алијанса на албанците Алтернатива и кандидатот на Демократската унија за интеграција. За да бидеме до крај честни, сметам дека сличен предизвик ќе има и ВМРО ДПМН кога стана збор за битката за градот Скопје, заради тоа што во три важни општини, каде што ВМРО ДПМН освои значајна предност, тоа е општината Газибаба, општината Аеродром и општината Кисела Вода, нејзините кандидати за градоначалници победија во првиот круг, што повторно може да не води до истиот заклучок дека ќе биде потребен многу поголем напор и на оваа партија да ги поттикне своите гласачи или да ги поттикне граѓаните кои што гласа на изборите во првиот круг, тоа да го направат и во вториот круг. Се разбира ангажманот на партиите очигледен, лидерите се постојано присутни на терен, оваа негативна кампања постојано го држи во фокусот како прва вест прашањето на вториот круг од локалните избори, меѓутоа вкупно земено јас сметам дека во вториот изборен круг искуствено гледано ќе имаме многу помала излезност на граѓаните. Послушна војска има ВМРО ДПМН и тоа го споменав за разлика од СДСМ што видовме што се случи, како се расцепи гласачкото тело на СДСМ. Може ли ова да пресуди, да го пресуди поразот или на Даниела Арсовска или на Шилегов со албанските и со
гласовите на ВМРО? Значи, ако се покаже дека е ефикасна сегашната афера за личната карта на Данела, таа ќе го супресира гласот на ВМРО-ДПМН во вториот круг, односно ќе му оневозможи на ВМРО-ДПМН да го зголеми гласот во вториот круг. Но нема да го намали. Но нема да го намали, незначително, односно ќе го намали онолку пропорционално колку што ќе падне излезноста на секаде во Скопје. Од две причини, првата ја спомена Имер, а таа е дека луѓето кога еднаш гласаат веќе за еден кандидат, потоа наоѓаат сами оправдувања зашто нивниот избор бил правилен. И тоа се вика рационализација како психолошки феномен. А второ, точно е дека ВМРО-ДПМН покажа сериозен капацитет своите гласачи да ги извади на гласање, повеќе од што СДСМ, но тука се согласувам со тебе во првата констатација дека не е тоа само делумно недостаток на капацитет на машинеријата на СДСМ. Гласачите не спиеа. Гласачите донесоа свесна одлука дека нема да гласаат на овие избори. Да спијат. Не така, спие. лажно да спијат. Тоа се заспани гласачи во наводници. Ма не се заспани, они свесно, сосема будно, одлучиле да останат дома за да пратат порака дека да го казнат Заев. Да го казнат СДСМ и Заев. Дали оваа казна ја слушна Заев е прашањето, затоа што не е прв пат да вели дека, да каже дека е свесен дека гласачите го казниле и дека ќе ги променат политиките и зашто сега би му верувале. Како вели Заев? Сега е мајката кај граѓаните. И затоа и најави збогум ако изгуби Шилеков. Му верувате ли? Па на мене ако се адресира прашањето, значи прво јас сакам да го надополнам ова околу мотивирањето на излегување на албанското гласачко тело. Јас само уште еднашка ќе се надополнам. Не излегуваат премногу албанците или гласачите на ДУИ заради тоа што премногу сака да победи Шилеков. Тие сака да победи Шилеков затоа што комуналното предпријатие, комунална хигиена ја управуваат со паркови зеленило, управуваат со еден куп на комисии. Малтене тоа е едно министерство, пандан на едно министерство на државно ниво, можеби повеќе. Значи, ако е мотивирано и ако во недела излегуваат масовно, еден мал дел ќе излезат затоа што Али Ахмети рекол така дека идеолошки треба да продолжиме да не скршнеме од патот на ЕУ интеграциите и така натаму. Иако рака на срце, ние сите знаеме дека локалните избори не се тие кои што ги определуваат главните насоки на државата, дали ние ќе бидеме утре членка на ЕУ, дали ќе почнеме преговори и така натаму. Тоа е централната власт, парламентот и владата. Меѓутоа, доживувањето за да се излегува или да не се излезе во недела, пред се зависи од интересот кој што локалната структура го има во градот Скопје. Ценам дека многу мандати наназад ДУИ имаше позиции и продолжуваше тие позиции да ги зголемува со сите градоначалници и во времето на Коце Трајановски, и во времето на Петре, и пред тоа, така што тие ќе бидат мотивирани максимално да излезат, иако не е само Сарај, тука е и Бутел, каде што приказната околу изборите заврши во првиот круг, значи таму имаше околу скоро 4000 гласа, значи Петре Шилегов од тоа гласачко тело. Тука е Газибаба, значи со Сингелич, каде што има едно големо албанско гласачко тело. Ќе биде интересно, пак викам, мотивацијата и побудите се локални, од локален интерес и добро е што има таков надпревар на крајот на денот, затоа што тука прв пат ќе искористат шансата алтернатива, односно алијанса и алтернатива како опозиција да се дограпчат, да допринесат да победи нивниот кандидат кој што го поддржуваат и евентуално да при таа победа и при таа поделба на локалниот колач заземат дел од управувањето со градот. Што се однесува до влогот кој што премиерот господин Заев го даде, тој е преголем влог. Ценам дека е ирационално. Пазете, значи, ние локалните избори ги доживуваме, се зборам и како и преку призмата, ако ги погледнеме, и опозиционите партии, и партиите на власт, како да се крај на светот, како да се и ништо. Значи, локалните избори се локални избори. Дури премногу се експонират
да кажеме, лидерите, високите профили на функционери кои што не се надпреверуваат на локално ниво. Најдобро е за јавноста, за гласачот, да се остават, да се надпреваруваат тие кои што денеска сакат да ги добиват и наклоноста и гласовите на гласачкото тело. Да, но самиот Заев е доминантен на кампањата. Меѓутоа, како што е доминантен во кампусот на владата, така и Мицковски. И така натаму. Мислам дека неговата изјава дали е да кажеме сплет на околности емотивни и така натаму, меѓутоа не треба се поврзува судбината на градот Скопје, локалните избори со централната власт. Така. Ни оддалеку со крајот на светот, меѓутоа и со политиките на централната власт, на владата, на парламентот, во никој случај не треба да се споредуваат. Јас имав само едно прашање во една емисија према Заев, дали он конзистентно ќе остане на ставот и покрај тоа што може да изгуби добар дел од на крајот на денот, да ги изгуби добар дел од општините на ниво на државата, дали он останува конзистентен во најавата дека финансиската децентрализација, зголемувањето на буџетите на локалните самоуправи ќе продолжи со темпото кој што беше ветено. Меѓутоа, во моментов политичкото тело воопшто, односно владата или за мене беше битно да дознам и ветувањето негово беше, односно информацијата што добивме дека дури владата го донела тој закон, а тој закон дава можност до крајот на мандатот на идните градоначалници и совети да се дуплира буџетот на општините и на градот Скопје, што се огромни средства за да може да направат и текако големи проекти, барем во една добра маса од тоа што го ветиле. Така што локалната самоуправа има своја улога и не е лошо да биде комбинирана како да кажеме една шаховница помеѓу власта и опозицијата, а централната власт треба да продолжи по патот без разлика дали ќе добие повеќе или помалку локални самоуправи, ако е зацртана децентрализацијата, ако ние имаме европски пат зацртан, станавме членка на НАТО, треба да почнеме преговори со Европската унија, треба со реформите да продолжиме, да не се мешат едната со другата функција. За локалните избори само ми се чини кон СДСМ. Сметате ли дека е мудро да се повлече Заев? Па потоа ќе одам кон Арцовски, истото прашање. Видете, не е крај на светот, кажавме, но тој тоа така го доживува. Овој политички потек, да речеме тактички потек на председателот на владата, можеби треба да се гледа во светло на вкупната дебата, вкупнава жива дебата, која што се одвива уште пред почетокот на кампањата за локалните избори, околу известно би рекле, нели, рекомпонирање на владеачкото мнозинство, кое што во моментот има поддршка од 62 пратеника. Мислам дека како резултат на малото парламентарно мнозинство, од една страна, тоа резултираше со зголемен континуиран притисок од страна на опозицијата за рекомпонирање на мнозинството, кое што се разбира како чин, нели секако не се случи досега. Меѓутоа, со оглед на би рекол околностите поврзани во вториот круг, првенствено како резултат на според мене две важни работи. Прво, тоа е победата на ВМРО ДПМН во однос на СДСМ, како во однос на бројот на градоначалниците освоени во прв круг и оние општини во кои што е на прва позиција кандидатот на оваа партија споредено со СДСМ, значи како резултат на овие аспекти, но и како резултат на фактот што имаме една, би рекол, комплицирана политичка состојба во рамките на владеачката коалиција, особено во светло на битката која што ќе се води за тето. И мислам дека тоа дополнително ги зголемува надежите, очекувањата, желбите, настојувањата на опозицијата, како резултат на успешно завршениот втори изборен круг и евентуално произведеното незадоволство во рамките на таа коалиција да иницира како следна фаза, би рекле, нели, промена на тоа парламентарно мнозинство. Дали тоа ќе се случи или не, не можеме сега, нели, да го кажеме. Мали се шансите, особено имајќи во предвид
плуралната историја на нашата држава во однос на таквите обиди за издајствување на нови парламентарни мнозинства, така што во ова светло јас го гледам овој потек на председател на владата како еден вид на продолжување на дебатата или влечењето на потезите од пред локалните избори во однос на промената на парламентарното мнозинство во државата. Но она кое што мислам дека е важно да го споменеме, е фактот дека и владеачката партија СДСМ и опозицијата и ВМРО ДПМН од аспект на бројот на гласови кои што ги освоија, навистина да речем има еден вид на потврлање на резултатите кои што ги имаат освоено во минатото. Само на пример, доколку го земеме случајот со Петра Шилегов, ќе видиме дека тука има едно драматично потврлање, споредено со 2017-та, кога освоил 141.000 гласови, на овие избори Петра Шилегов освојува 74.000 гласови, што не е доволно да избие на првото место. Меѓутоа, од друга страна, Даниела Арсовска, иако освојува повеќе гласови, односно 80.000 гласови, сепак споредено со бројот на гласовите кои што ги освои Коце Трајановски, гледаме дека заостанува за околу 20.000 гласови. Значи, вкупно земено имаме една, би рекол, промена на политичките прилики и на актерите кои што учествуваа на овие избори и се разбира во оваа смисла намалената заинтересираност на граѓаните да излезат и да гласаат, која што беше повеќе од очигледна. Во однос на вториот круг само би сакал да укажам, кога веќе зборуваме за Скопје, доколку ги споредиме процентот на освоени гласови на останатите кандидати кои не влегува во вториот круг, барем на двајца од тројцата со највеќе освоени гласови, можеме да забележиме дека некаде помеѓу 16 и 20% од гласовите во првиот круг отпаднаа на други кандидати, а не на кандидатот на ВМРО и кандидатот на СДСМ, така што и овој квантум на гласови сметам дека заслужува соодветна анализа, во таа смисла каде повеќе би се насочиле гласачите, имајќи ги во предвид изјавите на двајцата кандидати, на Бини Шакири и на Петар Георгиевски, јасна беше и на Ана Петровска исто така, но на првите двајца особено јасна беше нивната позиција дека тие не ги повикуваат своите гласачи, Никој не ги повика, никој практично, и Тортевски и останатите. Но прашањето, се извинам што ве прекинав. Имавте уште... Сакав само да кажам дека секако ова анализа е вредна да се спомене, иако секогаш останува на темелна константа дека ниту една од партиите своите гласачи ги нема во джепа, потоа како мираз да ги даде на еден, на друг и на трет кандидат. И тоа е фер, веројатно. Но околу Заев да се задржиме. Може ли да се случи при казната со Венко Филипче, кој требаше да падне, но потоа гласачкото тело се крена во револуција вистинска и го задржа? Тоа беше објаснувањето официјално од СДСМ. Може ли на Заев истото да му се случи? Тој сака да даде оставка, но гласачкото тело, граѓаните не му дозволуваат. Мислиш, така наречен вапај да се случи по Заев? Еден србизам да употребим. Да. Значи, прво, факт е дека резултатот на локалните избори не би требало директно да влијае на правецот по кој се движи генерално државата, па и на централната власт. Меѓутоа, најемно би било да кажеме дека особено вториот круг, каде дебатата се префрли на генералните теми, имајќи предвид дека ВМРО ДПМН имаше предност во првиот круг, и се појави еден ефект на тоа дека веќе се зборува за централната власт, па и посуштински промени во општеството, наивно би било да се зборува дека тоа не влијае на централната власт во моментот, да не влијаеше, Заев немаше што да споменува оставка. Сега, кога тоа е така, јас лично мислам дека Заев не мораше да споменува оставка, не само заради тоа дали е тоа добра тактика или недобра тактика за мобилизација на сопственото гласачко тело. Но тоа те би било лошо, може би, да го привлече гласачкото тело. Знам, но треба да имаме предвид дека гласачите кои му дале мандат на Заев во моментот, со тој мандат бидат изневерени. Со тој мандат доаѓа и одговорност. Да. Значи, ние кога го гласале Заев, сигурно не го гласале за тротоарче и паркинче. Туку гласачите кои го гласале Заев, гласале дека тој има храброст за потези како Преспа,
како некаков договор со Бугарија, како некаков суштински напредок кон НАТО и кон ЕУ, и таа работа останува незавршена. Малку е, тие гласачи може да се почувствуваат изневерени, ако Заев на пола пат каже, премногу ми е тешко, ја остатокот ќе го одседам дома во папучи. Да, зошто му е толку тешко? Зошто толку е погоден, емотивно? Или може би не е емотивно, може би е некаква политичка стратегија и тактика. Можно е да е политичка стратегија и тактика, меѓутоа изјавите кои гледаме се доста експлицитни од негова страна. Да. Например, ако се случи во вториот круг да победи Данела Арсовска во Скопје, утредента сите новинарски прашања кон Заев ќе бидат дали сега ќе поднесете оставка, како што најавивте. Така што ако е политичка игра, малку ќе се донесе во една незгодна ситуација после изборите, доколку тоа биде исходот. Мислам дека се работи за искрена некаква. Мене ми личи тоа автентично, но тоа и во смисла на политичка тактика е погрешно. Да се разбереме, граѓаните упатија порака код СДСМ, дека тоа што го прави СДСМ во моментот не им се допаѓа. Премногу ветувања, премалку испорака. Но тој е главниот во СДСМ. Така е. Сидрото на СДСМ. Така е. Да предпоставиме дека пораката на гласачите, што е логична предпоставка, е дека СДСМ треба да се смени. И тој тоа го разбрал, лично се разбира како премиер. Што е поверојатно СДСМ да се смени? Со Заев како водач на промените или со некој послаб од Заев? А зошто би бил послаб? Зошто неговиот наследник би бил послаб? Затоа што по природата на работите, во моментот Заев контролира поголем дел од партијата. Тој ги поставил раководните позиции, под него е договорен конгресот на партијата и така натаму. Секогаш ако минува собствен наследник, зошто да не? Зошто да не го стори тоа? Тогаш би требало да го октроира. Има ли таков? Мислам, тоа е можеби прашање за СДСМ. Не, вас ве прашувам, гледате ли вие таков, што би бил подобар од Заев во СДСМ? Середно од кое крило? Знаете, дали интелектуалното или она другото? Ние за Заев можеме да најдеме безброј мани. Меѓутоа, мораме да признаеме дека он е меѓу ретките политичари од независноста па наваму, кој што смогна голема храброст лично да се вложи, да реши прашања кои што навидум и најоптимистите дигна раце дека некојаш ќе ги решиме тие прашања. Со Република Грција, прашањето околу името, договорот, Преспанскиот договор, решавањето на останатиот дел од меѓуетничките прашања, кои што, да не се вратиме премногу, само 4-5 години, значи пред 2017 година, беа прашања те како кои што ни тежеа секои 6 месеци да имаме... Но тие се решени, господине Селмани. Тие прашања се сега решени. Да, што останува? Затоа викам, што и да одбере после Заев, треба СДСМ да произведе или да најде некој подобар од Заев. Секако дека зарем нема можност да има некој подобар од Заев. Секогаш има. Значи никој и он сам каже дека никој не е незаменлив и така натаму. Би било катастрофа за демократијата во светот кога би имало незаменливи. Овие околности во ова време обично, мислите дека е најдобро не само решение? Кај нас, туку и во нашето обкружување, големите промени во лидерските функции не се случувале или не се случуваат од позиција на власт. И многу ретко се случуваат. Се случуваат во опозиција, на опозиција која вие ги губите парламентарните избори, немате мнозинство, идете во опозиција и тогаш се реконструира партијата и така натаму. Така што јас сум сигурен дека он е погоден лично, заради тоа што само пред една година он прв пат издвои парламентарни избори во смисла на победа пред ВМРО ДПМН, можеби после 2002 година, ако не се лажам. 15 септември 2002 година, значи прв пат. И после таков еден успех, дебакал првиот круг на локалните избори да доживеете со преполување на гласовите, едноставно да твоите гласачи, значи ВМРО има дисциплинирано гласачко тело. Ако ги споредувате резултатите од градот Скопје, ќе видите дека стотици гласови се разлика 2017-2021 година и во Газибаба и во аеродром. Меѓутоа, гласачкото тело во сите општини на град Скопје, па и во градот Скопје, на СДСМ е преполовено.
Претпоставам дека понесувајќи се од тоа, он во такви едни околности се вложи во се. Ако евентуално не победуваме, не идеме понатаму, во смисла на тоа дека јас едноставно нема да можам да постигнам понатаму успеси со локална самоуправа која што секој ден би ме блокирала, ја даде таа изјава, меѓутоа сепак негово е како ќе се понесе со изјавата или како ќе одговара, затоа што еве за 3-4 дена ние ќе имаме втор круг и ќе ги имаме резултатите до крајот на И нема да биде неделата. крај на политичката кариера на Заев, сакавте да реплицирате и доколку се повлече. Именно на тоа сакав да се наврзам. Не е страшно ако гласачкото тело е недисциплинирано. Мене тоа ми се допаѓа, например. Ми се допаѓа шареноликоста во советите, каде локалните градоначалници нема да имаат анблок поддршка за се. Например, во општина Центар, ќе треба со независните листи, градоначалникот, кој да биде тој, да договара што може, што не може да помне. И во таа смислам, апсолутно е, може би поразително, да се тврди дека после Заев потоп. Се согласувам со тоа. Но, има едно но, големо но, а тоа е Заев во моментот тере на траса кон ЕУ, со првата меѓународна конференција. Тешко е да се замисли дека било кој друг од СДСМ ќе може да продолжи таму кај што Заев застана, барем во меѓународната политика, од неколку причини. Влече кредибилитет заради Преспа, во моментот е во добри односи и со политичарите во Бугарија, и со меѓународната сцена. Полека се послаб станува тој глас на Бугарија со тие измислени проблеми со малцинства и така натаму. И затоа, тоа е неговата примерна одговорност. Заев некој испорача меѓувладина конференција, а потоа може кој сака да ја води државата, тоа нас не е проблем. Добро, одиме со реклами и потоа веднаш Александар Спасеновски, останете со нас. Добро, се враќаме во анализа. Александар Спасеновски имаше реплика, да. Оваа дебата, која што повеќе концентрирана во однос на приликите во владеачката СДСМ, мислам дека почетната констатација е следнава, дека станува збор за прв пат од 2017 година навака јасна, видлива промена на расположението на гласачите, на граѓаните во Република Македонија. И секако тоа е нешто кое што е одлика на политичката сцена во државата и ќе има свој одраз во месеците и во годините што следуваат. Во однос на приликите во СДСМ, мислам дека овој факт од една страна и од друга страна, да речеме, природната желба на секој човек, па и на председателот на СДСМ и председател на владата, е да го заштити она што за него е важно, она што тој смета дека е негово политичко наследство. И мислам дека поразот од една страна и некој внатрешен нагон да се заштити политичкото наследство од друга страна, сега имаме една ситуација во вториот изборен круг, која што драстично би рекол, или барем во голема мера, се разликува од ситуацијата во првиот круг. А тоа е дека во овој втор круг, јас барем така забележувам, едно многу поизразено, многу би рекол, поизразено присуство на председателот на владата, односно на председателот на СДСМ во оваа изборна кампања наспроти ситуацијата во првиот круг. Зошто е тоа така, можеме да шпекулираме. Можеби тоа е резултат на неговото незадоволство од начинот на кој што бил воден изборниот штаб на таа партија, да речеме, бидејќи очигледно резултатите не се како што треба. Можеби тоа е резултат на погрешната маркетинг стратегија, можеби е сплет на повеќе други причини, меѓутоа во однос на првиот круг од изборите, три работи се, според мене, многу важни да се споменат. Прво и основно е, според мене, дека имавме, би рекол, видоизменета тактика на СДСМ за настап на локалните избори, која што се разликуваше од тактиката на последните парламентарни избори. А тоа е одлуката на СДСМ да оди без коалиција со БЕСА, потоа да оди на избори без покрај себе да ги има ЛДП и ДОМ, и исто така да произведе голем број на независни кандидати кои што се дел од орбитата на оваа партија. Второ, исто така мораме да бидеме искрени да признаеме дека имаше проблем во однос на селекцијата на кадрите на оваа партија, нешто што го обележа почетокот на кампањата. А тоа се проблемите со кандидатот за градоначалник во Куманово, проблемите со кандидатот за градоначалник во Дебарца, проблемите со кандидатот за градоначалник во Радовиш. И предпоставам и на некои други места. Сето тоа си има свое влијание врз резултатите од првиот
круг од изборите. Може би овие грешки кои што се имаат случајно се провокација за многу поголемо присуство, за многу поголем пресинг од страна на председателот на владата, заради тоа што тој е не само најповикан, туку и најмногу може да изгуби во случај на евентуален повторен, би рекол, пораз на СДСМ на овие избори. Но она што мораме да бидеме искрени и да го заклучиме дека дури во најдобра ситуација, дури и сите проекции кои што ги има поставено СДСМ во однос на вториот изборен круг, да се остварат, сепак СДСМ ќе има за повеќе од 25 градоначалници помалку споредено со изборите во 2017. Тогаш имаше 57, сега прашање е дали ќе стигнат и до 20-25 Ќе видиме вториот круг е тука наоколу новото парламентарно мнозинство и окрупнувањето. ВМРО вели ново мнозинство, СДСМ вели окрупнување. На кого да му се верува и од кого би земале воопшто? Значи, јас чисто се сомневам дека ќе има промена на политичката сцена во парламентот после понеделник. Големи се најавите, синот ја гледав на телевизиска емисија, Менду зборува во името на Али, во името на Заев и така натаму. Значи, меѓутоа, се е дозволено кога сме во предизборието за глас повеќе евентуално. Лично мислам дека нема да има некоја промена суштинска во мнозинството. Зошто тогаш го најавуваат? Само заради изборите за вториот круг? За вториот круг све е дозволено, затоа што имаме чудни, јас најавив премногу чудни комбинации на коалиции на локално ниво. Значи, имаме една коалиција на централно ниво помеѓу СДСМ, ДУИ и БЕСА, меѓутоа на локално ниво во Тетово имаме битка помеѓу БЕСА и ДУИ и коалицирање на локално ниво од една страна помеѓу старите противници, опоненти ДУИ и ДПА и од друга страна во поддршка на Билал Касами дојде алтернатива, односно алијанса. Алтернатива на некој начин се огради, меѓутоа информациите се дека неговата структурата на алтернатива, опозицијски кој што е настроена, работи во насока за да победи Билал Касами во Тетово. Во Гостивар имаме друга коалиција, значи таму кандидатот на алијанса се поддржува од страна на БЕСА, значи во Харачиново имаме една битка помеѓу двајцата коалициони партнери, помеѓу ДУИ од една страна и алијанса, односно и СДСМ од друга страна. Извинете, Села заборави се што му се случуваше во парламентот. Ја заборави крвавата глава, колку време лежеше во болница, само заради овие позиции и функции. И Села и ВМРО на некој начин дадоа порака со ова коалиција дека заборавија на 27. април 2017 година, што рака на срце, мене тоа ми се допаѓа и тоа е добро за иднината на државата. Може би требаше уште похрабро и двајцата кога си подадоа рака да не го направат тоа со соопштение, туку да излезат на пресконференција и едноставно да кажат да, ние се договоривме заеднички ќе настапиме затоа што имаме заеднички интереси, имаме заеднички опонент на централно ниво. За 27 април, извинете што ве прекинувам. Значи во таа насока ми е и мислата. И од една страна господин Мицковски да покаже едно покајување за тоа што се случи 27, а од друга страна господин Села да опрости за тоа што лично му се случи, му беше загрозено неговото здравје и живот и така натаму во име на иднината. Мислам дека тоа ќе беше храбар потек и ќе беше идентификуван и поздравен од јавноста, можеби со уште повеќе гласови. Меѓутоа, добро е што имаме пак коалиција од едната и од другата страна, таа ни го промени демократскиот амбиент во државата и покажа дека граѓаните штом гласат вкрстено имат во себе демократски капацитет наредните избори, веќе парламентарни, да не се чудиме да гледаме ние предизборни коалиции, како што првпат имавме со помеѓу, да кажеме, СДСМ и БЕСА на минатите парламентарни избори, да имаме уште похрабар чекор,
помеѓу политички партии од една групација и од другата провиненција, односно леви и десни. И да заокружам на крајот, на почетокот кажа Александар дека апсолутен победник е Дуи, може би така навидум изгледа, меѓутоа јас ќе додадам дека вистински победник може да биде Беса со Билелка сами, ако успеа до крај, како што се најавите, да го победи Тетово, затоа што од позиција на партија која што беше оспорувана од многу кулуари дека еве на некој начин пратениците му се поклон помалку или повеќе од коалицијата со СДСМ, дека прашање дали има толку гласови се покаже и докаже дека имат дури 26.000 гласа, кои што се еквивалент на 4 пратенички места и сега да бијат битка со Дуи за Тетово. Ако Беса го добие Тетово, едноставно тие ќе бидат вистинските победници на овие локални избори. Бастионот албански е токму Тетово. Многу теми. Арсовски, да. И добро, сакате нешто да реплицирате? Да. Ајде, ве молам. Не е само Беса победник од помалите партии, и Левица е победник на изборите. Левица да не ја заборавиме Левица. Го мултиплицираше својот глас, како израз на едно антиестаблишмент однесување. И ќе видиме Левица како ќе се постави во понатамошниот тек на ова вкупна политика. Ако ВМРО ДПМН влегува во вториот круг како фаворит по бројот на гласови, сепак во собранието се уште се да се фаворит поради коалицијскиот капацитет, поради постојното парламентарно мнозинство, но и ако сакате поради фактот што комплицирани математики треба да направи ВМРО ДПМН за да состави ново парламентарно мнозинство, кои меѓу другото ја вклучуваат Левица, која вели веднаш надвор од НАТО и да ја признаеме Северна Кореја. Значи и такви и да ја отпризнаеме Косово. И да го отпризнаеме Косово. Значи ВМРО ДПМН за да направи сега ново парламентарно мнозинство мора да прави такви политички компромиси. Мислам дека тоа во прв момент ќе биде тешко, но да видиме што ќе се случи со резултатите во вториот круг. Партиите може да го сменат своето мислење. Сите овие кои се наредија дека се во стабилното владино мнозинство може да го сменат ако некакво цунами се случи во може да има поинакви. Може да има и поинакви ситуации. Трето, дали треба да влијае на централната власт и на однесувањето тој наратив? Апсолутно да. Граѓаните со активно седење дома, будни, свесни го казнија СДСМ, но го наградија ВМРО ДПМН. Тоа беше секундарен ефект. Примарната цел на гласачите кои останаа дома беше да го казнат СДСМ и не се секираат тоа што многу значи за тоа нека се секира СДСМ. И тоа треба да предизвика реперкусии на централна власт. Или ќе предизвика реперкусии СДСМ да го смени она што не им се допаѓа на граѓаните, или со тек на време ќе предизвика и наратив за ново парламентарно мнозинство, предвремени парламентарни избори и така натаму и така натаму. Заеде ли дека не сака предвремени парламентарни избори? Па сега во втората година од мандатот, уште 3 години има да правиме нови парламентарни избори, да се закочиме уште 4 месеци, подобро да има ново парламентарно мнозинство, а да продолжиме веднаш. Да. Кој сакате не? Да. Кои се најголемите грешки на СДСМ? Како вие ги лоцирате тие грешки? Не е време да ги лоцираме, затоа што може би во посебна емисија, меѓутоа да се надомрзам на претhodното кажано пред неколку минути, 2017 ако се поврзаме, ако се навратиме, мислам дека на СДСМ најголемиот товар и беше сите овие 4 години еден од поголемите товари, големата победа 2017 година. 2017 година со тој ветер во грбот победи и тој што заслужува и тој што не заслужува. И едноставно некои од градоначалниците, некои од локалните функционери, советници, директори се однесуваат толку нешалантно, толку неодговорно кон своето не само гласачко тело, туку кон своите граѓани и казнувајќи ги тие локални функционери, гласачкото тело ја казни и СДСМ на централно ниво да се почувствува дека ја изгубила поддршката. Иако нема друго баш големо објаснување зашто за една година се преполови гласачкото тело на СДСМ, кога испитот за договорот и компромисот што го направи со Република Грција ги помина и на парламентарните избори, и на претседателските избори, така што ние имаме само локални избори, последната година не се случи, ама буквално ништо драматично,
ама дали имаше дефицит, дали имаше немање капацитет на локално ниво да се спроведат политики, да се покажат резултати, сигурно дека имало и мериторно граѓанинот секојаш е во право, тоа е секојаш известно, он ја даде фактурата. Е нормално фактурата сега кога ја доби СДСМ, нормално е да се почувствува и тие што се на централно ниво дека изгубили или дека ја губат поддршката и не случајно имаме толку сега последните ние денови не само на локалните функционери, туку и на тие што се од топ врвот секојдневно на терен да исправат тоа што може да се исправи. А секако морам да ве потврдам дека СДСМ овие локални избори го немаше тој коалиционен капацитет што го демонстрираше на парламентарните избори 2020 година. Сега СДСМ дозволи да или од големата самодоверба што можеби имаше пред да влезе во изборите, или поради тоа што изгуби капацитет коалиционен, компромис да направи со помалите политички партии, со индивидуите, со поединците, со граѓанските листи, не го направи таа коалиција не ја направи и тоа е еден од показателите, односно последицата за лошиот резултат во првиот круг е секако дека е и немањето на тој коалиционен капацитет. Да. И ВМРО нема импресивен некаков број сушност на овие избори. Па ние можеме иако Груевски не е тука. Можеме ние да ги анализираме работите врз основа на некои објективни критериуми, врз основа на кои се анализира, да речеме, перформансите, перформансите на учесниците на локалните избори и тоа се во основа, нели, три, би рекол, резултати врз основа на кои ние влечеме заклучок за победник и за поразен. Тоа се, нели, вкупниот број на советници, вкупниот број на градоначалници и се разбира победникот во главниот град на државата и во општините кои што се во состав на главниот град на државата. Во првиот круг од изборите, за две од три, да речеме, за две од овие три нешта, исходот е познат. Најголем број на советнички места освои опозицијата, односно ВМРО-ДПМН, и истото се однесува за освоените градоначалнички места. ВМРО-ДПМН освои 21 градоначалничко место, СДСМ освои 9, ДУИ освои 3, Демократската партија на турците 1. Во идеална ситуација, да речеме, нели, ВМРО-ДПМН доколку ги собереме градоначалниците во првиот круг и онаму каде што води во вториот круг, би освоил 35 градоначалници, СДСМ би освоила 24, ДУИ би имало 11, односно ДУИ е една од партиите во власта која што го натврла резултатот споредено со 2017 година, заради тоа што тогаш имаше само 10 градоначалнички места и заради тоа всушност ја влечев и алузијата на почетокот од оваа дискусија дека имаме два победника во првиот круг, едниот е ДУИ, едниот е ВМРО-ДПМН и вториот е ДУИ. Прашање, извинете, зошто ВМРО има постојано независни кандидати, Гордана Силјановска, па сега и Даниела Арсовска? Која е тајната? Немаат собствен кадар? Видете, сега или е нешто друго? Дека е сплет на повеќе причини. Може би не верували гласачкото тело во ВМРО. Станува збор за политичка проценка. Мислам дека политичката проценка извира од нешто што како компаративна предност го лоциравме кај СДСМ, зашто зборуваше колегата Селманија, тоа е коалицијскиот капацитет. Во услови на намален коалицијски капацитет, тоа е состојба која што се гради во континуитет. Гледаме дека првиот чекор беше направен. Со кого има Даниела Арсовска, кого представува како коалиција ВМРО-ДПМН и Алијанса на албанците алтернатива. Сакам да кажам дека коалицијскиот капацитет не е нешто што се менува преку ноќ. Предпоставувам дека постојат многу причини, но за мене што не ве разбирам. Нема лош имидж како националист. Што точно сакате да кажете, зошто ја одбрале Даниела Арсовска во контекст на албанските партии? Сметам дека комбинацијата на поддржување на независен кандидат паралелно со потези кои што значат зголемување на коалицијскиот капацитет на партијата, можеби е било причина да се донесе заклучокот
дека тоа е, би рекол, идеалната комбинација во моментот за оваа партија да освои подобар изборен резултат кога станува збор за трката за кандидат за градоначалник за Скопје. Јас ако се прашам, тука ги лоцирам причините зашто опозицијата би застанала зад независен кандидат за градоначалник за Скопје, а вие претходно го наведовте и примерот со кандидатката за председател на државата, професорката Гордана Силјановска. Сметам дека ако треба да се бараат длабоките причини за ваквите потези на опозицијата, треба можеби во тоа да ги најдеме во послабиот коалицијски капацитет кој што налага да се подржи кандидат кој што е некаде во идеолошкиот центар, да речеме, не е ниту екстремно, не е во десниот идеолошки спектар, и тоа му овозможува многу побрз и многу поголем продор на ВМРО ДПМН, на опозицијата кај неопределените умерените гласачи, кои што се мнозинство во оваа држава. Да, се согласувате ли со? Апсолутно, да, значи јас самата партија има лош имидж, но независните Коце Трајановски не беше лош градоначалник во смисла да не испорачувал резултати. Он да работеше. Скопје 2014 беше одлично испорачан. Па сега да не се фатиме само за Скопје 2014, малку тоа пошироко. Тоа е печатот на Скопје. Малку пошироко. Значи, и ќе остане тој печат. Јас ќе зборам значи за Сарај, општина Сарај. Направи проект 2, меѓутоа успеа да добие само 400 гласа 2017 година. Данела Арсовска направи 2-3 посети и успеа да земе 2700 гласа, значи неколкократно повеќе на Коце Трајановски. Тоа е таа разлика што му дава како предност на еден независен кандидат која што сама без некоја партиска придружба може да влезе во секој место, во секоја нас. Финансии има ли на ВМРО? ВМРО секаде дава нормално поддршка таму каде што, затоа што на крајот тие го поддржуваат и таа е нивен кандидат. Нивна победа ќе биде вброена ако поразот нема да биде нивен затоа што е независен. На вториот круг. Така што тие процениле веројатно дека со независен кандидат ќе може далеко подобро и повеќе да пенетрираат во таквите места и таквите фокус групи да ги привлечат него со класичен нивен кандидат, и тоа мислам дека се покажува преку бројките. Одлична операција. Ви благодарам што бевте гости на Анализа. Ви благодарам што не гледавте. Пријатно.